Според жителите на општина Кривогаштани, економијата е еден од главните проблеми. Што презема општина Кривогаштани за да се развие на оваа сфера, оваа област? Најавувавте повеќе инвестиции, до каде се случувањето? Според програмата на општина Кривогаштани, според моите активности и залагања, сметам дека нашата општина заслужува голем развој на економијата, пред се во делот на преработката на зеленчукот, односно пиперката, како традиционален производ. И во таа насока ние меѓу првите општини во Република Македонија кои што се со рурален карактер реализиравме на индустријска зона, односно направивме комплетна проектна документација и истата индустријска зона во целост ја продадена. Во тој дел моментално функционират фирмата Кривогаштани Промет, која што се занимава со производство, преработка на зеленчук, додека во фаза на реализација се уште две фабрики кои што ќе имаат истата намена. Едната е фирмата Доел Стефан од општина Кривогаштани, која што веќе ги почна активностите за реализација, односно изградба на нивната фабрика. Техничката документација им е потполно готова и според нивните искажувања во текот на наредната година, негде периодот мај до август би требало да почна со работа. Нивната дејност ќе биде производство и преработка на зеленчук, пред се замрзнат зеленчук, а додека во трета фабрика, која што инвестиција е донесена во општина Кривогаштани, се работи за фабрика за преработка на зеленчук, односно конзервиран зеленчук, кое што моментално активно работат на адаптација на просторот во земјоделското училиште, поранешното земјоделско училиште. Се работи за објектот над 1000 метри квадратни тврда градба и околу 18.000 метри квадратни слободна површина, каде што според најавите на инвеститорот Цветко Петрески, кој што е по потекло од општина Долнини, а долги години живее и работи во Америка, планира во текот на наредната година веќе да почне со преработка и производство на зеленчук. Стартно планираат во делот на земјоделското училиште да извршат пакување на одредени производи кои што гравитираат од Република Македонија, значи пошироко и од нашата општина, а додека веќе во периодот од месец мај, значи до месец јули наредната година, веќе да биде комплетно адаптиран просторот со соодветни машини за конзервирање на зеленчук, пакување на одредени други вид на земјоделски содржини и се надевам дека веќе наредната година ќе имаме вистински бум во делот на економијата, каде што комплетно ќе функционираат 3 фабрики за производство и преработка на земјоделски производи, пред се пиперката, кое што Кривогаштани како општина е втора општина во Република Македонија по производството на овој вид на земјоделски производ. Тука да напоменам дека во тек на адаптација, односно припрема и на техничка документација и краварска фарма, се надевам дека според изјавите на лицето кој што е инвеститор, односно го има купено тие објекти, наредната година исто таа како дел од индустријската зона во Славеј како инвестиција ќе почне со работа. Да напоменам дека во атарот на населеното место Славеј постои 520 хектари слободна земјоделска површина, каде што моментално имаме 3 сериозни фирми заинтересирани за поголеми инвестиции во тој дел. Се работи за инвестиции над 1, односно 2 милиони евра, се работи за инвеститор од Дубај, за инвеститор од Соединетите Американски држави и за инвеститор од Турција. Нескромно е сега да ги изјавам нивните податоци, бидејќи се уште траат тие преговори со Министерството за земјоделие, бидејќи главен предуслов за нивните инвестиции е отпочнување на процесот на продажба, односно подзакуп на земјоделското земјиште кој што се наоѓа во тој дел покрај населеното место Славеј. Една од инвестициите кои што ги напоменав се работи за отворање на поголема живинарска фарма, која што треба да преработува, односно да одгледува над 3000 грла на крупен добиток, пред се крави, и според најавите на инвеститорот ќе се работи за производство и преработка на пред се месо, бидејќи планира да отвори голема кланица, и во тој дел од голема помош ќе му бидат средствата кои што Република Македонија преку ИПАРД програмата ги обезбедува во делот на тие инвестиции, односно програмата 50-50.
За општина Кривогаштани овие инвестиции се од огромно значење за жителите на целата општина, бидејќи нашата општина е рурална општина, која што главна дејност на нашите жители е земјоделието и како што напоменав, ние сме втора општина во Република Македонија по производство на пиперки. Сметам дека со отворањето на овие 3 фабрики за преработка на зеленчук, во голем дел ќе се намалат проблемите кои што еве и оваа година се појавија околу откупот на пиперки, бидејќи капацитетите во Република Македонија сметам дека во овој дел не се доволно да го откупат целото производство во одреден момент, бидејќи оваа година се случи ситуација да во исти момент стаса голем број на производители со своите производи, односно стаса во неколку дена големо количество на пиперки. Истото се случи во делот на Струмичкиот регион, бидејќи години наназад струмичкото производство стасува 30 до 40 дена порано од производството во општина Кривогаштани, а годинава беше првпат случај ради временските услови производството и во Струмичкиот и во Кривогаштанскиот регион да стаса во исти момент и капацитетите во Република Македонија за преработка на зеленчук не беа во можност да го откупат истовремено целокупното производство. Колку откупни фирми има во општината? Грубо би ви спомнал дека во општина Кривогаштани има некаде околу 10 откупувачи на земјоделски производи пред сена пиперка со нивни пунктови по населените места. Откупот се одвиваше нормално и се одвива нормално, меѓутоа проблемот што настана беше тој. Затоа потенцирам дека со вакви инвестиции во голем дел ќе бидат релаксирани тие активности, нема да постојат проблеми и секако цената на земјоделските производи ќе биде на повисоко ниво. Тука да го споменам и вработувањето. Според најавите на инвеститорите, значи стартно од 20 до 50 лица ќе бидат вработени како примерно вработување, а додека во текот на сезоната па 100 и 200 во зависност од потребите на самите инвеститори, односно од потребите на производството во фабриките. Да ги заокружиме инвестициите, кога веќе ова го споменувате, до каде е реализацијата на проектот со изградба на првиот сточен пазар во регионот? 90% е завршено, значи се работи моментално само на поставувањето на оградите на боксовите и платформите и со тоа се заокружува комплетната инвестиција, односно сточниот пазар во општина Кривогаштани, вредност 300.000 евра од добиени средства преку Агенцијата за финансиска поддршка во Република Македонија при нашата влада и сметам дека тоа ќе биде еден грандиозен објект кој што сега изгледа, комплетно е завршено асфалтирањето, административната зграда е комплетно спремена, пасошката, ветеринарната контрола и дигиталната вага. Според нашите проценки и нашите согледувања, ние како општина ќе одиме со втора фаза на доградба на тој сточен пазар, каде што треба да воспоставиме еден систем на мини кланица, да го заокружиме тој процес од продажбе и евентуално потреба од преработка на дел, да речем, од стоката, а исто така планираме да отвориме еден помал бокс, односно бокс за ситна стока, каде што според нашите проценки втората фаза би коштало исто така негде околу 250 до 300.000 евра. Тоа планираме во наредните 2 до 3 години да го реализираме. На зелениот пазар, значи тие се обезбедени средства преку ИПА програмата, Министерството за финансии и Светска банка, вредност 110.000 евра и со оглед на временските услови во овој период, веќе во наредна година ќе почнеме со негова изградба. Тоа е веднаш до комплексот на сточниот пазар и во тој дел со паркингот што е изграден од 3200 метри квадратни, ќе имаме еден целосен комплекс тука за потребите на жителите не само на општина Кривогаштани и по широкиот регион.